Да си кажеме, добре дојдовте. Македонскиот образовен систем со години е во криза од која не може да излезе. Реформите доаѓаат една по друга, секоја ветува нов почеток, но резултатите се послаби, а довербата помала. Наставниците се оставени без поддршка, учениците без мотивација, а општеството без визија. Во ситуација кога образованието треба да биде клуч за развој и напредок, ние сведочиме за негова девалвација и политизација. Празните флоскули за модернизација и европски реформи не можат да ги покријат реалните проблеми, а тие се длабоки, структурни и пред се човечки. На оваа тема денеска да си кажеме со Ѓорѓи Илиевски, виш просветен инспектор во пензија, и Кирил Барбареев, универзитетски професор. Господа, добре дојдовте во Телма. Благодарам на поканата. Добре најдовме. Еве, двајца господа инволвирани во образовниот систем, секој на свој начин, вие како професор на Универзитетот Гоце Делчев, а вие како виш просветен инспектор кој сте сега во пензија, меѓутоа целиот професионален век сте го поминале во образованието. Зошто 3,5 децении тапкаме во место, односно одиме од експеримент во експеримент, би рекол, бидејќи да беа реформи нешто ќе реформиравме досега и никако да излеземе од оваа криза, од овој лавиринт? Прво што мора да се каже, повеќе од 30 години Република Македонија нема стратегија за образованието. Тоа е најбитната работа. И во секоја нормална правна држава, делот на образованието и финансиите се менуваат министрите, но тие остануваат вечни или продолжуваат со истата динамика која што треба да биде и во делот на финансиите, ама и во делот на образованието и продолжување на таа стратегија. Кај нас се случува во Република Македонија со доаѓањето на нов министер се предвидуваат разни така наречени во наводници реформи во сите степени на образованието. И сведоци сме на многу промашувања, сведоци сме каде се наоѓа нашето образование. Јас по мене во еден континуитет, почнувајќи од предучилишното, бидејќи тој по мене и за многу експерти, научни експерти, е дел од образованието. Не е дел во социјалата. Кај нас се случува токму тоа, така да од предучилишното, основното, средното, стручно, високото и така натака, значи имаме еден континуитет на многу големи пропусти во образованието и ни се случува тоа што сега ни се случува и продолжува понатака. И можам да кажам со жалење дека иако во сите мои анализи, колумни во делот на образованието и како човек кој што работел како подсекретар за образование, како државен просветен инспектор и така натака, сум укажувал на сите тие пропусти, но останува на декларативност и немаме имплементација во она смисла која што треба да биде. Професор Барбареев, зошто правиме реформи? Знаеме ли која е поентата на реформите, односно зошто е вака како што го опишува системот и Илиевски? Вие како помлад човек инволвиран во високото образование, го делите ли впечатокот на Илиевски дека ете немаме, прво дека клучниот проблем е што немаме стратегија. Не знаеме каде сакаме да одиме. Не знаеме што сакаме да постигнеме со образование. Да, ова што го каже господинот Ѓорги, знаете, кога јас се вработив на факултет 2004 година, веќе повеќе од 20 години имам искуство во високото образование, почнувајќи од помлад асистент. Професорите кои што беа веќе пред пензија, кои што сега се во пензија и некои се веќе заминати од овој свет, некако зборуваа за истите проблеми за кои што и денес ние зборуваме. Мислам дека проблемите генерално во нашиот образовен систем се во континуитет проблематични и тие започнуваат од многу поодамна. Тие може да се каже дека започнуваат уште од времето на самоуправувањето и тука постојат континуитет на грешки кои што во денешно време сите се согласуваме дека тие грешки се многу сериозни и треба да се решаваат. Еден од можеби клучните проблеми зошто не се решава системски прашањето е заради тоа што решавањето денес на проблемите бараат жртви. Сите проблеми кои што се направени бараат
такво решавање кој што во моментот некој треба да ја понесе жртва. Жртвата треба да ја понесат и тие кои што креираат образовни политики, меѓутоа жртвата денес кој што ќе ја понесе политиката ќе даде резултат после 4 и 5 години. Тука постои огромен отпор пред се од креаторите на образовните политики, бидејќи решавањето на системските прашања ќе се видат во подолг временски период, а нема да се видат во рамките на еден мандат или два мандати на политиката. И тука се брза, премногу се брза, и од друга страна има отпор и внатре во образовниот систем кога треба да се менува нешто. И тие два нивоа на отпори кои што доаѓаат и од образовните политики во овие 30 на 40 на години, но и од внатре од страна на образованието се сериозни. Само на пример, само ќе ви дадам еден пример. 2003 година во Македонија имало 5 универзитети. 2018 има 17 или 18 универзитети. Значи, бројот на институции се зголемил 4 пати, а бројот на студенти се зголемил 15%. Врз основа на кои анализи во овие 20 години се носени тие одлуки? Врз основа на која визија? И од тој аспект, да, виновни се сите во овие 30-40 години за импровизирањето и за креирањето на некакви ситуации за кои што денес сите се согласуваме дека се сериозни. Од тој аспект, јас ке верувам на промени и ние ќе направиме промени тогаш кога тој што ќе излезе да каже дека некој мора да ја понесе жртвата. Жртвата во образованието и жртвата во општеството. Добро, ако се вратиме на прашањето за стратегијата и ако решиме дека, бидејќи времето за жал не можеме да го вратиме назад, од тука натаму треба нешто да смениме, бидејќи гледаме дека вака само подлабоко тонеме, не можеме да излеземе од оваа системска криза. Како би изгледала во таа смисла една вистинска, автентична македонска стратегија за образовниот систем, без препишување од некои европски модели, без адаптација или прилагодување на нешто што би копирале од некаде, само копи-пейст, не адаптирано и не прилагодено за македонските услови, бидејќи менталитетот е различен, секоја ситуација е посебна и слика сама за себе. Прво мора да се има во предвид предусловите и условите на развој на образованието, а тоа во тие рамки во Македонија сега зборуваме конкретно. Реформи да, но тие реформи мора да бидат темелите. Така наречената концепција што беше за основно образование, кој што ја протежираше Царовска, Мила Царовска, министерката. Па потоа продолжи и Јетон Шаќири понатака. Се увидела многу слабости. Не се почувства вистината што треба да се направи. Царовска говореше за некаков си дански, шведски, не знам каков модел, и се констатира дека тоа е промашена работа и дека не е така. И оние предмети, како што се историја, географија, физика, биологија и така натака, ќе ги ставаме во општествени или во природни науки, цело тоа. Тоа требаше да биде обмислено како тоа треба да се направи. И дали имаше потреба? Многу се навраќаме назад, а немаме доволно време. Не, сакам да кажам, добро е што таа концепција падна, сега се обновува, си дојде на своје место наставните предмети историја, географија како посебни предмети со своите методологии, затоа што секој предмет Се согласивме дека имаме промашување во минатото. Прашањето сега е каква би била таа автентична македонска стратегија за образование? Дали таа треба да ги следи потребите на пазарот на трудот или пак да ги обликува, например една дилема? Ако зборуваме од основното, предучилишното, основното, средното стручно. Каде треба всушност да започне реформата? Дали треба секаде континуирано во исто време? Континуирано. Мора континуирано да биде. Не можете и вие да почнете да креирате од таван или од се знае темел од каде. Од основното образование па средното, од предучилишното, основното, средното стручно. Средното стручно, она што го викаме дуалното образование, ите како е многу битно и потребно и да тоа е стратегијата која што треба да има и во Европа тоа го прави. И германците, и швајцарците, и за волја сите. на вистината и европскиот образовен систем е во криза, меѓутоа кога таму ќе почувствуваат криза се вклучува алармот и почнуваат да делуваат. Кај нас таа криза е константна. Самиот почитуван Горан, анализите кои што ги направи ОСЦД, Светска банка, значи, укажа за многу проблеми кои што ги имаме. И тој аларм треба да го се подигне на високо ниво како безбедносна потреба за образованието, бидејќи образованието е темелот
е темелот на државата. Без образование вие не може да имате ни развој, ни во наука, ни во општествени, ни во технолошки развој и така натака. Професоре, колку вреди македонската диплома денес? Носи ли таа и практично знаење или повеќе бројка, статистика? Тоа зависи од природата на Генерално? Генерално има истражување. Светскиот економски форум секоја година прави анализи на состојбите за вештините на студентите, за нивната способност за компетенции и нивната способност за иновација. Ние се движиме од 141 земја, ние сме помеѓу 80 и 90-тото место. Тоа е релативно слаба ситуација. Проблемите во нашето општество, како да ги решиме? Можеби треба да се тргне прво што генерира проблем. Ние имаме многу голем извор на проблеми. Поставувањето на новиот концепт, на што всушност треба да биде македонски автентичен образовен систем, треба да тргне да ги видиме во огледалото сите слаби страни како да ги анулира. Што значи тоа? Тоа значи дека ви имате ситуација во нашиот образовен систем во кој што 20 наставници на факултет подготвуваат 1400 студенти, 1500 студенти. Може би после 5 години тој факултет ќе има 200 студенти, пак ќе остана 20 наставници. Значи, вие морате да го параметрирате системот, не само високото, средното и основното образование. Средното образование е параметрирано и предимензионирано како што е предимензионирано и високото образование. Има примери што ги нотира и Илиевски, дека има училишта во кои има повеќе наставници отколку ученици. Вие сега имате ситуација во која што од средното образование може да дојде кој каде сака да студира во високото образование. Зошто? Заради тоа што системот генерира проблем и институциите се борат за опстанок. Уписната политика е борба за опстанок. Ако факултетите не запишат студенти, тие ќе го постават прашањето за нивната екзистенција. Ако земеш да го решаваш тој проблем како што треба да го решаваш, тоа треба да има жртва во системот. Мора да се решат генерално принципите и врз основа на тоа да тргне она кое што всушност треба да биде македонски автентичен. Еве на пример. Дали знаете како се креирани врвните елитни математички гимназии во СФРЈ? Тоа е 1966 година. Тоа е правено со декрет по светски модел, по моделот на руските математички гимназии, кои што во 1966 година предизвикале огромна дебата во општеството дека тоа е елитизам, дека тоа не треба, но денес тие генерираат напредок. Тоа се гимназии кои што носат најмногу олимписки медали во Србија и можеби и на Балканот. Тие ученици кои што доаѓаат од изборот на основното се талентите и тоа се училишта кои што представуваат места каде што се препознаваат и собираат талентите и можеби ние треба да размислуваме да се формираат два такви центри од национален интерес кои што треба да ги собере талентите во Македонија и да се најдат талентите. Вие сега имате ситуација во која што ќе бидат уписите во август на факултетите. И ние чекаме на факултетите да се запишат идните средношколци, а никој не знае од каде ќе дојдат тие средношколци. И потоа го поставуваме прашањето, па зошто има 5 студенти на катедрата по македонски јазик? Сега се извинувам, или 10 студенти. Зошто имаме 5 студенти на педагогија? А кои се тие студенти? Што завршиле? Кој е нивниот капацитет? Никој тоа не го поставува како прашање сега да бара во втора, трета, четврта година да се поврзат средното и високото образование. Локалната заедница. И бидејќи добро точно ги детектирате слабостите на образовниот систем, ве прашал ли некој како академска фела, како човек од високото образование, како професор со 20 години стаж? Видите горе, овие теми се разговараат и во и зошто никој не презема ништо? Па не се преземаат заради тоа што некој треба да ја понесе жртвата. Жртвата тој што ќе ја понесе може да загуби на избори за таа реформа. И ние гледаме што значи кој ќе се возбудат вработените во воспитно-образовниот систем. И тие всушност тоа го пишува, се учи во литературата. Креаторот на PISA истражувањето, Андреа Шлейкер, пишува дека еден од најголемите кочници зошто нема таква брза динамика на развој на промени кои што барат таква жртва се образовните политики. И во услови кога нема јунаци кои ќе се пријават да се жртвуваат, да ги жртвуваат своите политички кариери, како да излеземе од овој лавиринт? Прво, почитувам Горан. Ние треба да влеземе во суштината. Каде лежи проблемот? Еве ги наброја Барвареев. Друго сакам да кажам. Дел од проблемите. Секој кој што работи во образованието треба да биде соодветен и кадарен. Соодветен и кадарен. Второ, ние имаме одбор за акредитација и евалуација.
Одбор за акредитација и евалуација. Дали вие знаете дека ние имаме над 20 правни факултети, над 20 економски факултети, над 20 за менеджмент. Значи, премногу, а не се потребни на пазарот на трудот. Дали вие знаете дека ние имаме универзитет со светото име Апостол Павле во Охрид, кој што има само 17 редовно вработени наставно-научни кадри, а согласно Законот за високо образование, каде што има 5 факултети, секој факултет треба да има најмалце 10 редовно вработени, 10 редовно, значи 10 по 5, 50. Вамо имаме 17. Станува збор за еден јавен универзитет, не приватен онај од Мерко. Тој не треба да го има, но овој што е јавен универзитет, кој што се финансира од нашите пари, не се седнува да се прогледа во правата суштина, а такви универзитети има повеќе во Македонија. И сега ние правиме политика во образованието. Сега ќе измислуваме нешто и се наоѓаме таму каде што се наоѓаме. Нема ни на Двилјавите никаде. Најстариот универзитет во Свети Кирил и Методи, кој што беше до ланската година 1990, го нема. Ние немаме универзитети во Македонија кои што се препознатливи. Зошто нема? Затоа што не препознава и Сдруженијето за квалитет на високото образование европско ниво. Едноставно имаме премногу акредитирани студентски програми, факултети, а немаме извршено ни една евалуација. Да земеме примерот во Бугарија. Секое средно училиште се евалуира. Дали е медицинско, дали е средно стручно, дали е општо гимназиско, математичко, медицинско и така, се евалуира. Кај нас немаме евалуација, немаме вреднување на ништо, ни на средните училишта, ниту на универзитетите. И затоа нас не препознаваат. И таа е таа правата висина што треба да е. Тука треба коренито менување. Јас ова сум го кажала повеќе пати. Тоа сум го кажала и на министерката сега актуелна Јаневска. Вие знаете, прво таа не знае кои се советници. Кои советници ги има? Ве молам. Ако вие војно министерство, кој што треба да креирате, господине Барбариев, стратегијата, вие мора да имате во тоа министерство кој што креира Бирото за развој на образованието, Агенцијата за квалитет на високото образование. Па несватливо е како се поставуваат работите. Добро, колку во вакви услови какви што ги опишува Илиевски, како е да се борите со таа нелојална конкуренција? Тешко е, се мачиме. Ја ви кажав дека станува збор за борба за опстанок. Но тоа и не е најстрашно по цена на универзитетите, туку по цена на изгубените и генерации студенти. Гледате, ние доаѓа време во кое што образованието од секогаш било важно, но тоа е многу комплициран, можеби најкомплицираниот подсистем во општеството, бидејќи е поврзан со влијанието на политичката свест, со економскиот развој, со личните особини на поединецот, со локалната заедница. Ние треба да се стремиме кон институции кои што треба да бидат центри на заедницата. Тоа е иднината на образовните системи. Ние денес се уште, па ви имате во средно образование уште диктирање во некои училишта во Македонија. Училиштата и универзитетите треба да станат местата во кои што нема да се препознава само начинот дека тука се случува некакво предавање. Тоа се најдобрите социокултурни контексти во кои што се развива идни од граѓани. Тие мора да бидат поврзани со индустријата. Тие мора да бидат поврзани со граѓанскиот сектор во текот на наставата и на студирањето. Ти мораш како факултет, како професор да му ги отвориш прозорците на младиот човек. Заминувањето на младите е поврзано со средината и со стимулацијата кај тие живеат. Кои услови ти им ги обезбедуваш. Ние секојдневно гледаме, па ви имате средини во кои што во некој град има едно или две училишта, една или две градинка. И ние 30 години не може да ги подготвиме ресурсите и условите за тие градинки. Не можеме топла вода да обезбедиме во студентските домови. И сега ги поставуваме прашањата што ни се случува. Па ни се случува затоа што не сме свесни како образованието се одразува на се во општеството во овие 30 години. Забележувате ли позитивна некаква промена, импулс во првата година од мандатот на новата влада? Па, вака сега... Кратко, само затоа што сакам да отворим и некој други аспект. Задоволително. За една година. Задоволително. Подобрување на личниот доход, реконструкции на училишта,
затоа што има големи забелешки. Голем дел во Република Македонија се учи во 2 смени, што е голема критика од страна на ОЕСЦД. Затоа сме таму кај што сме, тешкоти во учењето имаме. Значи, мора ученикот да има доволен број на часови, да се исполнуваат покрај редовните и оние слободни, дополнителни, додатни и други активности, што за жал ги нема. Затоа што се учи, се работи во 2 смени. Некаде до вчера, завчера имаше и до 3 смени, што е голема опасност за правилниот развој на самите деца. Проблемот е многу длабок и сеопфатен, треба да се почне од квалитетот на наставата, нели? Да се подобрува квалитетот на Дефинитивно во наставата. човечкиот потенцијал. Да се најде начин како да се мотивираат професорите и наставниците. Така. Како да се тргне таа партизација и политичките влијанија од образованието, веројатно тука е клучниот проблем. Ако тоа се тргне, веројатно ќе, ако се острави на стручните луѓе, веројатно ќе има некаков напредок. Како да се запре миграцијата и одливот на мозоци? Наместо да ги запреме, вие пишувате во колумна, ги стимулираме со стипендии, го стипендираме одливот на мозоци. Вие, професоре Барбареев, зборувате за дигитална трансформација, во услови, како што и сами одвелите, во некои средни училишта се уште се диктира. Ма тоа не е само поврзано со услов, тоа е поврзано со капацитативноста наша да разбериме дека всушност методите на кои што ние го пренесуваме знаењето се клучот на создавањето на она што треба да биде критичка мисла. Начинот на кој што детето, ученикот го поминува денот, како е организиран еден училишен ден, е всушност смислата на тоа какви граѓани вие сакате. Значи, вие ако поминувате еден ден во кој што најголем дел од денот учениците седат, не се активни и доживуваат некаква интеракција во кој што само наставникот е главен, вие ќе добиете општество во кој што најголем дел од граѓаните се фокусираат на послушност, да не се многу ремети, значи целиот концепт на воспитно-образовниот систем е поврзан со методите на работа кои што во времето во кое што живееме барат сосема поинаков пристап од она што било пред 30 Да, бидејќи ја загубивме вербата дека учењето носи вредност. Професорите, наставниците се без авторитет, системот нема интегритет. Затоа се учениците веројатно и така препуштени сами на себе. Ако Илиевски даде задоволителна оценка за првиве 12 месеци од актуелната креатори на политики во образованието, како вие од аспект на високото образование би го оцениле тоа или би дале задоволителна оценка дури кога би почнал процес на сериозна евалуација и преиспитување и правење стратегија колку универзитети требаат на Македонија, какви струки требаат на Македонија? Дефинитивно. Гледате се, во оваа година може да се каже дека се чувствува импулс, се чувствува енергија, дека многу теми кои што беа жариште се отвораат и почнуваат да се дискутираат. Она кое што беше, што е спомна и Илиевски концепцијата, таа дел од концепцијата гледам дека се трансформира, но делот, начинот на кој што беше фокусот, методите на работа остануваат и се фаворизираат во делот на продолжување на политиките. И тоа е добро. Високото образование, она што слушнавме дека се во моментот подготвува и параметрира. И во моментот не знаеме што е тоа што се подготвува, но веројатно се движи во насока во кој што за овие работи за кои што зборуваме ќе мора да се решаваат. Но имаме ли вредносен систем, методологија како да ја мериме успешноста на досегашните реформи, како да ја мериме слабоста на актуелниот систем? Па тука е проблемот, господин Горан. Вие кога немате едно вреднување, евалуација, ние сме сега во ова куќа на Телма. И ние се огледуваме. Ако не се направи овде една евалуација, дали имате доволен кадар, дали имате доволно камери, дали имате доволно наградни средства и така натака. Таквото нешто не се прави во Република Македонија. Почнувајќи од средните училишта, средните стручни училишта, кои што е битна работа, дуалното образование, потребите на пазарот на трудот, во високото образование. Ние имаме само ред на прсти, можеме да изброиме некои факултети кои што одат напред. Машинскиот факултет, Финки, универзитетот, добро е што во... Тоа се моментални трендови, секогаш било така. Не, одат напред тие, што, значи, со текот на времето. Универзитетот Гоце Делчев, дигитализацијата е прва во Македонија. Некој нека не ми се фали. Универзитетот Гоце Делчев е прв во делот на дигитализација од индекси, од библиотеки, од сите тие работи. Значи, Универзитетот Гоце Делчев, иако е најмлад, меѓу најмладите, 17-18 години, е еден од подобрите во делот на дигитализацијата во образованието. Во високото образование говорам. Може за ова ќе добијам забелешки, а сакам да добијам и сакам да ги слушам тие забелешки, за да можеме да коментираме, бидејќи
господин Горан, кај нас владее суетата. Суетноста. Ако го кажете тоа дека не чинат работите, тие мислат дека одиме против некого. Не. Одиме да одиме напред. Образованието, Македонија не е пуст остров. Македонија има своја традиција. Од Свети Кирил, Методи, Свети Климент, Свети Наум и така. Ние сме ја дале писменоста на Европа. И сме ја расшириле. И тоа не сме да се заборави. Ние имаме корења како Република Македонија. Но и тие што треба да ги направат жртвите, веројатно разбираат дека образованието треба да го гледаат како инвестиција, не како трошок и дека потребни се тие жртви да се направат, бидејќи без квалитетно образование немаме ниту нормален систем, ниту развој, ниту добра економија, ниту држава на крај, ниту демократија. Новите анализи, симулации, што ќе биде со генерално образованието во светот во следните 30 до 40 години, зборува дека ќе постојат сиромашни земји со знаење и богати земји со знаење. Како ќе го фатиме ние патот? И добро е Македонија да направи проект, ова што се зборува Македонија 2050, во кој што овие работи за кои што зборуваме, ќе го фатиме начинот на кој што ќе се бориме во предизвиците со кои што се соочуваме. Целото друго ќе биде мачење на овој процес на кој што се мачиме и одливот на младите луѓе надвор од Македонија, бидејќи одливот всушност кажува дека граѓанството е свесно колку е важно образованието. Имате илјадници луѓе кои што студираат во Словенија во средина. Зошто студираат и зошто дават стипендии? Затоа што сакат да го земат оној кој што може утре да донесе некаков квалитет. И денес не се поставува прашањето само што студираш, туку што знаеш, што можеш, за што си компетентен. Тие прашања кај нас се уште прашања на нивото дали имаш диплома, како ќе те вработи и која одлука ќе донесе политичката партија, како се бира директор во Austrian Airlines, како се бира директор кај нас за некоја институција. Тие прашања се клучни ние во општеството, дали сме свесни за Мораме да завршуваме. Господин Горан, Мораме да завршуваме. само момент. Една минута. Не, немаме минута, имаме завршна мисла, една реченица. Завршна мисла. Се додека не се консултира стопанските комори, Агенцијата за вработување, универзитетите, каков кадар му треба и што е дефицитарно. Се додека такво нешто имаме, не се направи, значи од тука гледаме дека ние немаме стратегија. Ѓорѓе Илиевски, виш просветен инспектор во пензија, и Кирил Барбареев, професор. Господа, ви благодарам за гостувањето во денешното. Благодарим и на вас. Благодарам на поканата.